Dobro večer, драги приятели, некој веќе е убав сон. Вечерва ќе зборувам малку за една глобална тема, која мене ко аналитичар веќе во минатото видео кажав дека е ова добра комедија на Путин заедно со Трамп и затоа насловот на ово видео е ставен политичкиот дупли пас помеѓу Трамп и Путин во се во прашање Израел, Иран и Украина. За што се работи? Светоци сме дека деновиве кажува, имаше известување, чести разговори по сати и половина меѓу Трамп и Путин. И за мене кој аналитичар најсмешно ми беше прво бомбардирањето на нуклеарните постројки во Иран, кои иранците кажа дека се мали оштетувања, да го оправдат Трамп, кажа дека се огромни оштетувања. И не случајно премиерот на Иран дека беше замина кај Путин за понатаму што ќе случува. Следна работа иранците најавија напад Катар. Значи сите ракети беа пресетнати. Тоа е една вид комедија. А од таа комедија жртва се Иран не толку. Израел и Украина, бидејќи еврејското лоби му прави проблеми на Трамп, сака чак и со сила. Он имаше два вида за атентати пред за време, мислам, на изборната кампања. Но јас сум аналитичар, сум завршил аналитика, дипломирав на Економски институт, но многу пати кажав, одзум ме стрета, наваму ги истражувам астрологијата и парапсихологијата, кои ми помагаат во моите анализи. И ова што се случува во сад, социјални процеси, ја обуво кажав во минатото видео дека од втората половина на јуни почнува опасноста за Доналд Трамп, бидејќи тогаш втората половина на јуни Меркел влезе во негова 12 куќа, тоа куќа на потоци непријатели, и која што се прават тајни договори. Но треба да обрне внимание, бидејќи деновиве има, така да кажеме, полусексуал меѓу двата дете сонца, а во врска со Меркур, значи да внимава на соработниците. Марс му прво поле му дава енергија, веројатно мислам затоа беа и бомбардирањата во Иран, но се беше контролирано, значи од Путин. И не случајно сега Кина се мешува. Нини војни техничари влегуваат во Русија, а Северна Кореја влегува и со работници во Курската област за обнова, нормално со војници. Они имаат стратешка работа. Сега, што се случува? Трамп ги со ово навлече и Европа да преземе грижата место сад за Украина, но исто така што направи? Прво уведе големи царини, за да ги запре или блокира европските производи во САД, бидејќи САД е во дефицит со ЕУ, како и со Кина нормално. И втората работа оди кон распаѓање на НАТО. Ќе кажете зашто и како оди. Значи оди со тоа што он во минатиот мандат барше 2% од БДП-то да се плаќат, со една Германија да плаќаше 1,5%, Германија во рецесија, и сега многу малку држави може тоа да го направат. Но за да го смери војниот сектор, прво отиде во Саудска Арабија, каде продаде скоро за 1400, така беше, милиарди најмногу до сега, или 140, не ми држи збор, и во Емирати оружје, за да може војниот сектор или војната индустрија на САД да работи. А ова со плаќањето 5% исто е за обнова на војната индустрија на САД.
но само много си и замина. Така да бъде комедия, значи все е договорено. Сега се мести Израел. Израел тръгна с авиони, Трамп ги запре, а почне студението на Нетаняхово Израел, има много кривични приеви. И буквално Израел ќе биде навлечен. Ако појде на Иран, после нема запирање. Но треба се и тука и Зеленски веќе жртвено јагне. Сега и Зеленски игра на две столици. Он е и човек на Владимир Путин, кој што кажа. И сега сад го откачи, значи он очекува оружје само од многу работи не му дадува, патриотици седми што требаше да тргнат за Украина се вратија. Значи ги нема доволно, тоа се скапи. И пус ракети нема. И затоа Русија брзо напредува. И кој ќе земете Донецк, Луганск, значи дома што викат, Запорожје, Херсонска област, тоа се веќе влезени во уставот на Русија, на Руската Федерација, а таму се наоѓалиштата на ретките метали и кој е литиумот, најголемите што се во Европа. Така да смешен договор што го потпиша Зеленски и председател на САД Доналд Трамп. Јас му обрнам внимание на председателот на САД Доналд Трамп, особено сега од 15, значи тоталната карта е негова со транзиција од 15 јули, зашто? Од 15 јули Меркури е ретрограден, значи, а ќе биде во конјункција со него Плутон, значи не е исклучено да има обиди за атентати и поголемо демонстрации, а полека некаде од крајот на јули и сонце се умрегува во 12 куќа, се куќа на подсвест, а крајот на јули некаде и Марс, или почетокот на август, ќе биде, ќе гради квадрат со неговото сонце. Значи, крајот на јули и втората половина и првата половина на април треба да обрне огромно внимание, мислам на безбедноста, можни се и атентати. И не случајно Шалан рекол дека најверојатно ќе биде последниот председател. Се јавно почна, сад се наоѓа во една голема економска криза и он човекот се труди да влезе во тројката, значи новата подела ќе мултиполарниот свет почна. Монополарни сами се признаваат и САД и Запад дека не постои више, е мултиполарен. Значи главни играчи се Русија и Кина, САД се тука приближува, значи се создава нова јалта. Наши не треба многу да се трчуваат против изјави против Русија или било против кого, а и не треба многу да се лепат за ЕУ и НАТО, тоа се во распад, тој одговара и на САД, и на Русија, и на Кина. И полесно со една држава колку со група да разговараш, а вие ако земете Европската Унија, Германија која е локомотива на Европската Унија, веќе 3,5 години во рецесија, а во рецесија мислам дека полека влегува и Франција, тоа се трета и четврта најзадолжени земји покрај Британија. Значи, Западот се во колото, дека БРИКС групата не е, они чинат и 55% мислам од светскиот пазар, додека Западот заедно со САД некаде околу 15%. Ова е комедија, значи, атомно, не го кажа со минатиот пат, кај беше договорено со Иран, значи иранците пред целиот ураниум што го изнесува, прво вика дека се мали штетите, но да го заштитат Трамп, кажа дека се огромни штети и така натаму. И Трамп и нареди на Израел да не тргнат, да се вратат авионите. Ќе видим оваа комедија да не стане трагедија, се плашам. Но Израел, ја кажав, Израел и Украина оваа година не е исклучено. Моите анализи и визии, да кажеме, и астрологијата зборува дека ќе бидат избришени од картата на светот.
Би изгледа разрушен доста сред време, иако се крие тоа. Многу центри кај нив се уништени. И сега со сила сакат израелците да ги освободат. Израела многу сакат да се иселуваат. Така да, интересен период, доаѓа до големи глобални промени. Драги пратејте толку за ово моја браќе, кој има желба да ме следи, треба на YouTube да притисне на копчето subscribe или претплати се, како и да ме следи на TikTok или Instagram. Ви посакувам добар сон, убава ноќ, убава нареден ден. На Македонија се патува